Николовски. Внимателно ве следев, ги сослушав вашите констатации за договорот и за нашето упатување на критики или стилот со кој што ние критикуваме. Еве јас навистина ќе се обидам конкретно да ви поставам неколку прашања, бидејќи ценам дека сте искусен во областа за која што е овој амандман. Искрено би сакала, како пензиониран генерал на армијата на Република Македонија, да ни кажете, доколку можете накратко, со што ние како Република Македонија сме се мешале во соседните држави, во било која од соседните држави, со кои негативни аспирации, бидејќи јас лично пак сметам дека сме ние како Република Македонија пример за углед како треба да се почитуваат другите различните околу нас и со оние со кои што ја споделуваме заедничката судбина и заедничкиот живот. Дали не забележувате малку само критички дека постои преголема сервилност и прифаќање на подредена улога на Република Македонија со сите досегашни амандмани и генерално со договорот во Преспа, неангажираност за реципроцитет, да речеме ако ние се ангажираме дополнително и ако покажуваме почитување на границите и со устав е регулирано и со меѓународни права, дополнително се прифаќа еве со амандмани да се ангажираме за да се зачуваат границите на соседите, но не гледаме дека од другата страна постои реципроцитет. Исто така, дали не забележувате дека недефинираните позиции на Република Македонија и црвени линии, од кои една од црвените линии сметам дека зачувување на името Република Македонија за внатрешна употреба е императив, а не нешто друго, како што вие и во вашиот говор на таа сервилност која што ја покажавме и таа понизност во целиот овој процес, да ни се наметне се, да прифатиме се безпоговорно и да не се бориме доволно за да го зачуваме името Република Македонија за внатрешна употреба, со што ќе ги намалевме сите оние негативни последици, зашто верувам дека и сите ние ќе бевме помалку несреќни во таа ситуација. Сметам дека на ова прашање, бидејќи го поставив и на комисија, дека добив одговор кој што не ги задоволува нашите интереси, што се случувало на тие преговори, зошто ние не добивме можност да го зачуваме нашето уставно име за внатрешна употреба, со што ќе се одбегнеа сите други турбуленции кои што предизвикуваат немир и кои што не прават да се чувствуваме дека ни се допира нашето битие и нашите вредности. Благодарам.